Незаконски се предизборните вработувања во јавниот сектор. Постапките за давање согласно за околу 3000 вработувања, унапредување и трансформација на работни места непосредно пред формирање на техничката влада се оспорени од Висшиот управен суд преку две пресуди на тужбите поднесени од дополнителната заменик министерка за финансии Елена Петрова. Вработувањата за кои пара вставил Фатмир Бесими можно е да се користат за влијание за добивање глас плюс на изборите, па Петрова како дел од техничката влада прво барала мислење од Државната изборна комисија, од каде одлучиле дека вработувањата не се поврзани со изборите, пошто е поднесена тужбата. Висшиот управен суд донесе две пресуди во моја корист, со кои ги поништи како незаконити одлуките на ДИК, кои беа донесени врз основа на барања на Министерството за финансии. Со поништувањето на одлуките на ДИК, сите наведени акти поврзани со вработување и унапредување во Министерството, кои не се подпишани со врзан подпис на министерот и дополнителниот заменик на министерот, не произведуваат правно дејство. Сега Државната изборна комисија ќе треба повторно да одлучува и за секој предмет поединечно да донесе одлука. Министерството за финансии треба да ги достави сите конкретни предмети до ДИК, како што обелодени Петрова имало постапки кои биле започнати месец дена пред формирање на техничката влада, што ги наметнува прашањата зошто Министерството не ги решило на време овие вработувања, туку се чекало пред избори. Се работи конкретно за 36 вработувања на определено време, 2 вработувања на неопределено време и 3 унапредувања во Министерството за финансии, како и согласности за целиот јавен сектор за 1200 лица за вработување на неопределено време, 448 лица за вработување на определено време, 1227 лица за договори за дело и 99 лица за унапредување. Инаку, декември и јануари фрчеа огласи на секоја државна врата. На стартот на годината најголем работодавец беше владата. Институциите и Министерството за финансии се правдаа дека огласите се за веќе вработени лица, а за новите дека станува збор за неопходни кадри, оти немале со кого да работат.